За нарачано убиство судијата Сашо Георгиев одреди 26 години за дрешетки. Задоволни сме во делот на казната за второ обвинетие. Жалба ќе се поднесе во секој случај. Општините од крајниот исток работат во друго време. Наместо компјутер, за седница се уште користат хартија. Текстилната индустрија оди надолу. Ситуацијата е навистина алармантна. Во Делчево, основачко собрание на Гром. Во Штип, регионална канцеларија на Позитивна алијанса. На нива Сопченка во Виничко четворица тепале 1, во Штип нова измама со огревни дрва. Еребиците и фазаните донесоа италијански ловџии во Берово. Вкупно 26 години за дрешетки пресуди судијата Сашо Георгиев во случајот обид за убиство на 29-годишниот Дарко И. Судот на обвинетиот Гоци му изрече казан затвор во трајње од 12 години, а додека на обвинетиот Васко Петра казан затвор во трајње од 14 години. Судот смета дека тие се виновни и тоа едниот бидејќи го нарачил убиството, а другиот зашто се обидел за надомест од 3000 евра да го реализира. Изрекувањето на оваа пресуда, која денес беше главно случување во штипските судови, предизвика и соодветно внимание. Ова значи присуство на сите инволвирани страни и блиски во судските простории или во нивна близина. Ова е разбирливо, бидејќи се работи за два животи. Едниот, кој докторите го спасија само со Божја помош, и другиот, чие продолжение се менува со долга затворска казна. Очекувано, по изрекувањето на судската одлука, бранителот на обвинетиот беше незадоволен од казната, зашто во завршниот збор за својот клиент побара слобода. Жалба ќе се поднесе во секој случај до поголемните судски инстанции. Не оперираат обвинителството со термини лишување од слобода, убиство и слично, туку само со унакажување, ударање и слично, што можеби повеќе укажува на квалифицирана тешка телесна повреда. На тие основи ќе биде и жалбата. Од друга страна, според бранителот на оштетениот Дарко И, оваа одлука на судот е реална, бидејќи Дарко е жртва на нечовечка завера. Задоволни сме во делот на казната за второ обвинетие, нарачателот на убиството, а за прво обвинетиот ќе го чекаме образложението на судот, да видиме кои олеснителни околности ги ценел за да му изрече помала казна во однос на извршителот. Инаку, денешната одлука на судот е епилог на настанот од пред 3 месеци, кога во доцните вечерни часови Дарко И пред влезот на сопствената куќа од лицето ГД, а по нарачка на тетинот бил пречекан и со метална шипка, повеќе пати бил ударан по главата и телото. Од ударите Дарко едва преживеа, а на судењето се појави со патерици, зашто му беше скршена и ногата. Целиот спор е за неколку квадратни метри двор кој тетинот домазет по секоја цена ги сакал за себе. Текстилната индустрија оди надолу. Само овој месец платите на работниците се намалени за 4,5% или во просек за 500 до 700 денари по вработен, а количината на работа опаднала за 1/4, предупредуваат од текстилниот кластер. Ситуацијата е навистина алармантна. Од 2007 година до денес 25% во номинални единици, значи во количински единици е намален процентот. Ваквата состојба е резултат пред се на застарениот начин на работа кој кај нас се потпира исклучиво на работната рака. Се она што не беше и не е покриено со автоматизација се во цената на производот, знаете, влегуваат, бидејќи ние сме 95% лон производство, значи влегува работната сила и опремата. Ако сте слаби, цената ви е дадена, доколку не ја прифатите таа цена, не можете да излезете на странските пазари, значи во тој случај вие калкулирате или со опремата или со работната сила. Сепак, колку автоматизацијата за која се залагаат работодавачите не ги става под знак прашалник работните места на работниците? Апсолутно не. Автоматизацијата ќе допринесе поголема конкурентност на домашните компании, поголема продуктивност и поголема плата за работниците. Во моментов лепот текстилството во регионот вадат околу 15.000 работници, од кои најмногу близу 9.000 се во Штип, додека останатите се распоредени во
во Кочани, Берово и Виница. На текстилците им фалат најмалку уште 5000 работници кои поради ниските плати никако не можат да ги обезбедат. Од друга страна, сите нивни обиди да добијат субвенција од државата за автоматизација пропаднаа, што иднината на текстилството во регионот ја прави исклучително неизвесна. Сепак, освен проблем на регионот, каде текстилството е една од трите носечки стопански гранки, ова е проблем и на државата, зашто оваа индустрија покрива 30% од државниот извоз. Само оваа година, во првите 6 месеци, е остварен извоз на текстилни производи во висина од $337 милиони. Општините Берово и Делчево се надвор од времето. Ем немаат пари, ем не се домакини. Ако ситниците се огледало на големите работи, тога зошто на овие две општини не им оди лесно е објаснливо. Например, техничката подготовка за седници овде е еднаква на многу непотребна работа и трошоци. Како никогаш се троши многу хартија, се копира турбо, а потоа од врата до врата материјалите се разнесуваат по домашните адреси на советниците. Исто како пред најмалку 30 години. За сега, знаеме, нека општинската каса ни е во лоша состојба, значи сметката ни е блокирана. Не планираме нешто да се софицираме со лаптоп или со друга опрема. Меѓу другите, на удар на технолошки надминатата пракса се најдоа и новинарите. До нив материјалите никако да стигнат. Несовме писмено барање со цел во иднина да ги добиваме материјалите за Советот, како би можеле навреме да се подготвиме. Но секако дека ова чини и пари, а образложението дека се нема пари за лаптопи на советниците е алиби за несноодливите и неспособните. Од друга страна, иако е многу помала и посиромашна општина, Пехчево постапува поинаку. Голем број дел од материјалите ги праќаме снимани на CD или по мејл на советниците. Нормално овие советници што се изјаснија дека имаат дома можност да ги прочитаат во електронска форма. Уште подобар пример е општината Македонска Каменица, каде во овој контекст се случува европски. Но што значи електронската работа на Советот и советниците во чекор со технологијата? Конкретно само за хартијата се уштедува околу 350.000 денари. На овој начин, значи, се ослободуваат вработените во делот на Коперницата. Советниците ги добиваат материјалите на време и веднаш и нема можности за загубување на некој материјал. По ова секаков коментар е излишен, а заклучокот кој и како работи, секој сам треба да го извлече. Се формира општинската организација на Гром во Делчево. 100 делегати на основачкото собрание ги формира органите и телата на партијата. Апсолутната доверба за општински лидер му ја дадоа на абсолвентот за земјоделски науки и храна Виктор Богдановски од Делчево. Имам планови и знам како треба да се помогне на македонскиот сточар и земјоделец. Јас нема да дозволам да се продава и реален свет по медиумите, туку ќе работам со дела и ќе докажам како се помага на земјоделецот. Почитувани, јас верувам во оваа наша политичка опција. Инаку Делчевската општинска организација е 9-та во Македонија, а во периодот до нова година Гром ќе ги формира сите 30 организации. За напролет како нов политички субјект стартува подготвен за избори. За лидерот на Гром Јакимовски има 3 главни причини зошто се потребни предвремени парламентарни избори. Првата, затоа што ако идеме само со председателски избори, има сериозна опасност за исполнување на цензусот, односно имаме проблем со неизлезеноста. Второто прашање, сметаме дека имаме застој во европските интеграции, дека економската состојба не е на ниво на кое што граѓаните очекуваат и дека имаме застој во политичкиот диалог. И третата, мора да имаме избори затоа што главната причина за конфронтациите меѓу власт и опозицијата беше барање за предвремени парламентарни избори. И според тоа, јас не знам како опозицијата мисли да дојде на власт ако бега од избори. Јакимовски од Делчево ја осуди затворската казна и долгиот притвор на новинарот Кежаровски. Новинари лежат во затвор во Еритреја и во Виетнам. Сметаме дека Република Македонија не смее да се вбројува во редот на овие земји кои што се лоши примери. Сметаме дека невозможно е да нема одговорност кај државните органи од кај што излегла информацијата за заштитениот сведок и дека таму немаме казни. Членовите и поддржувачите на Гром викендов во Делчево ја отворија и партиската канцеларија. Регионална канцеларија Ново Штип отвори Алијансата за позитивна Македонија. Поводот позитивците го искористија за уште еднаш да ги промовираат своите идеи за поголем економски развој на државата.
Ние треба да направиме државни гаранции за нашите македонци да инвестираат и да прават предпријатија во земјоделието, да прават фарми, да прават преработувачки капацитети, да прават големи фарми, големи млекарници, големи конзервни индустријски капацитети. Во исто време од Алијансата најавија и постапка за трансформација од движење во политичка партија. За прв пат во Република Македонија ќе организираме внатрепартиски избори. Ќе дадеме можност секој кој чувствува дека може да застане на чело на Алијансата, дали е тоа во Штип, дали е во Кочани, дали е во Велес, во Крива Паланка или било каде во третата изборна единица, ќе има можност тоа да го направи. Позитивците инаку интензивно се на терен во источниот дел на државата. Таму ќе останат и во наредниот период се до претседателските или евентуалните предвремени парламентарни избори. Од возилата, локалната власт не го гледа сообраќајниот хаос во градот, тврди СДСМ. За тоа да се реши, од општината побараа итна изработка на сообраќајна програма. Сакале да укажеме на потребата од итно донесување на програма за регулирање на сообраќајот во градот. При тоа, од клучно значење е оваа програма да содржи проекти за намалување на сообраќајниот метеж во градот, како и решавањето на проблемот со паркинг места, со вистински, а не неуспешни проекти од типот платформи на река Отиња. Наместо да се бламира, СДСМ да се информира возврати од локалната самоуправа. Решавањето на сообраќајниот хаос е континуиран процес, а правичните ефекти од преземените промени биле видливи на терен. Согледувајќи дека постои потреба од интервенции, беа донесени решенија за воведување на двонасочен сообраќај на одредени улици во центарот на Штип. Ваквите одлуки имаат позитивен ефект. Ние како општина правиме континуирани анализи за паркинг просторот и за сообраќајните решенија. Познато е дека постои Совет за безбедност во кој што има представници од сообраќајната полиција. Советот за безбедност е тело кое што е релевантно за да зборува за сообраќајот и прави постојани анализи за одредени итни прашања од областта на сообраќајот. Од општината потенцираат дека се средува и коритото на Отиња, чија изградба била одлука на некој друг состав во локалната власт. Цените на горивата од ноќеска на полнок се намалуваат за 2 динари по литар, одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 76,5 динари, Евро Супер 98 ќе се продава по 78, а литар дизел ќе чини 68,5 динари за литар. Математиката ќе биде трет задолжителен екстерен предмет на државната матура, одлучи Министерството за образование и наука. Од учебната 2014-2015 измените ќе важат за гимназијалците, а од 2015-2016 за матурантите во стручните училишта. Инаку, новина е и тоа што екстерните предмети од државната матура во јуни годинава ќе се полагаат електронски, освен есејот во мајчин и странски јазик или текстуалните задачи по математика. На нива Сопченка во Виничко, четворица тепале еден, во Штип нова измама со огревни дрва. Инцидентот кој со скршеници на носната коска и еден прст на левата рака го хоспитализира 50 годишниот МС се случил на семејната нива, каде тој берал пченка со синовите. На него на патот и на неговите му нагазнал трето лице, со кое почнале жестока расправија. Кавгата завршила бргу, зашто натрапникот се оддалечил од нивата на МС, но само за кратко. Таму се вратил по 1 час со сопругата, 2 сина и дрвени летви кои ги искршиле од грбот и главата на МС. Со лесно не поменал ниту едниот од неговите синови, кои со расекотини по телото, исто така е префрлен во болница. Што било причина за крвавиот инцидент кој хоспитализира 2 лица е предмет на полициска истрага која освен причините треба да го открие и идентитетот на напаѓачите. Додека виничката полиција трага по тепачи, штипската бара лажни продавачи на огревно дрво кои викендов ја измамија својата 4-та жртва. Овој пат наивна била 63 годишна штипјанка која пазарила 3 кубика дрва за 7000 денари и тоа на 2 рати. На продавачот на рака му дала 4000 денари веднаш, а вкусурот од 500 денари и дрвата тој требало да ги донесе за 10 минути. Идентично како и во претходните случаи. И во овој измамените веќе не ги виделе ниту парите, ниту продавачите. Лажните продавачи се уште се непознати за полицијата, па тие и понатаму се опасност за џебот на граѓаните. Поради ова, им се советува предпазливост и очи широко отворени.
Од Италија во Малешевијата по полски аребици и фазани, тројца италијански ловџи го започнаа ловниот туризам во Берово. Bene, noi siamo stati bene, siamo Овде е убаво. Задоволни сме од она што го нудат ловиштата. Quello che cercavamo noi è top. Io ho girato tutta l'Europa. Сме биле секаде по Европа, Русија и Африка, но овде сме исклучително изненадени од понудата и приемот. Il primo paese che ho trovato la vera ospitalità. Беровските ловџи задоволни што се домаќини на нивните колеги од Италија. Луѓето се тука преку ловното друштво Штип. Тие имаше концесија, мислам, до септември. Сега, пошто немаат концесија, нивните клиенти ги препраќаат кај нас. Првите италијански ловџи кои ловеа по ловиштата во Малешевијата си заминаа советување дека ќе им донесат уште ловџи од Италија, додека од ловното друштво Дабевец деновиве ги очекуваат и ловџиите од Грција. Како и да е, стартот на ловниот туризам во Малешевијата на беровските ловџи им донеси и приход, кој ќе се реинвестира во набавка на нови видови птици. Никола Богдански, син на претходниот градоначалник Васил Богдански, од денес е нов координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Карбинци. Богдански доаѓа на местото на актуелниот градоначалник Зоран Минов, кој поради неспојивост на градоначалничката и координаторската функција мораше да биде сменет. Во наредниот период Богдански ќе започне со формирање на новиот општински комитет. Во него ќе има место и за досегашни докажани членови, но дел ќе бидат заменети со нови. Започна изградбата на патот до Штипското село Сарчиево, инвестиција на Агенцијата за државни патишта вредна околу 200.000 евра. Се работи пат кој е долг некаде до 2 километри. Инвестицијата е над 200.000 евра. Конечно и Сарчиево ќе добие пат. Ме прашува зошто за 15 жители се прави пат. Да, Сарчиево е село каде има добри предуслови, има многу плодни почви, развојот на земеделието е навистина предуслов да луѓето живеат тамо. Таму има над 3000 овце според моите сознанија, значи таму има 3015 жители. Понатаму таму има многу убава црква, одnosno манастир Света Петка кој ќе привлече туристи, таму се соборија 2 Гинисови рекорди. 18 наставници од кочанските основни и средни училишта поднале барање до општината за трансформација на работниот статус од определено во неопределено. Доколку нема часови, не значи дека ќе вечно ќе можат да работат и да се ослонуваат на тоа решение. Секоја година, секој наставник се добива на 1 септември ново решение за распределување на работни задачи, односно работно место. Општина Штип им ги додели наградите на Тоше Трајчев, Нела Николовска и Катерина Ташкова, кои ги освоија трите први места на конкурсот за најдобра екофотографија. Јас сум аматер фотограф, во ми прва награда и сакам да се заблагодарам на комисијата што одбраа мојата фотографија за најдобра и надевам се дека ќе биде поттик сега за натака да продолжам да поактивно се бавам со фотографија. По повод денот на ослободувањето на Штип 8 ноември и денот на раѓањето на генерал Михајло Апостолски 6 ноември, Организацијата на резервни офицери на Република Македонија на 6 ноември 2013 година организира свечена трибина на тема Македонија по балканските војни и 100 години потоа. На ова предавање трибина ќе бидат гости поранешниот амбасадор Ристо Никовски и доктор професор Михајло Миновски и нашиот исто председател Ѓорги Малковски. Трибината ќе се одржи во салата на собранието на општина Штип со почеток во 12 часот. Од државата ништо не ми се допаѓат. Се е на пропаст кренато. Немат пари, без парица народо и така. Неплаќањето на вработените по фирмите. Неосигурени пациенти. Првенствено треба да има тоа веќе, те тука. За да може слободно да има каде да се заклони човек и да врши нужда. Штипскиот прволигаш Брегалница не успеа да освои 3 бода на вчерашниот надпревар против Напредок во рамките од првата фудбалска лига на Македонија. 2 пати имаа водство, но сепак надпреварот заврши 2:2. Како стрелци за Брегалница се запишаа Васил Шопов и Ристе Наумов. Многу тежок психолошки надпревар, видовте дека 2 пати водевме и играчите од преголема желба, од преголема значење на бодовите не успеа да издржат до крај. Значи очигледно беше психолошкиот товар на нивните нозе кога водевме и
Противникот се покаже како доста жилав, што и очекувавме. Значи не казнија во моментите кога паднавме во играта, така да мислам дека резултатот е реален и дека одиме понатаму. Вчера се одигра и надпреварите од 12-тото коло од третата фудбалска лига Исток. Овстогово против Слога заврши нерешено 1:1. Баби Работник 0:0. Карбенци загуби 1:3 од Чишиново. Беласица ја совлада Каменица Саса со 3:1. Јака против Астиба од 2:1 и Тркања ја совлада Брегалница Голак со 4:1. Викендов се одигра и надпреварите од второто коло во рамките од првата одбојкарска лига на Македонија. Машката екипа Пробиштип успеа да ја забележи првата победа во лигата против екипата на Лирија со резултатот 3:1. Мечот на Штипски Мавис против Синалко ќе се одигра на 13 овој месец. Во женска конкуренција пак женската штипска екипа Гоце Делчев загуби од екипата на Работнички со резултатот 1:3. И двете штипски пинг-понгарски екипи успеа да забележат победи на вчерашните надпревари во рамките од Суперлигата на Македонија. Екипата шампиони ЕФА со резултатот 5:3 ја совлада екипата на Влаја Безбедност од Скопје, додека другата екипа Гоце Делчев мечот против Куманово го доби службено со 5:0 поради недоаѓање на противниците. Штипскиот најтрофеен клуб Балканец не успеа да ја одбрани титулата во Македонската лига, откако загуби и од Лирија и од сега шампионот Бучим. Без своите двајца најдобри борачи, Дејан Митров и Дејан Богданов, најпрвин загубија од Лирија со резултатот 4:3, а потоа и од Бучим со ист резултат. Така, по 3 години пауза Бучим ја освојува титулата државен првак. Штипскиот футсал суперлигаш Мал Ајакс убедливо загуби од екипата на Ројал Илиред во рамките од 6-тото коло од првата футсал лига на Македонија. Домакините беа носители на играта преку целиот надпревар, за на крај резултатот да биде 11:4 во корист на Илиред. Штипската женска ракометна суперлигашка екипа Кожувчанка загуби на мечот против втората екипа на Металург со резултатот 25:19. Скопјанки очекувано победија против Штипјанки. Штипската кошаркарска екипа Гоце Делчев продолжува со низата победи во втората лига. Како победник излезе и против екипата од Скопје Ангели, завршувајќи со резултат 87:69. Соба, УГД само си ја затврси лидерската позиција и полека но сигурно гази кон првата лига на Македонија. Прво место со освоени 246 круга загарантираа стрелачите од клубот Штип на последниот стрелачки турнир кој се одржа викендов. Во поединечна конкуренција Кирчо Бошков го освои првото место, Маријан Ивановски заврши втор, додека Благој Рунчев заврши на третото место, сите членови на стрелачкиот клуб Штип. Инаку на турнирот учество земаа 8 екипи од цела Македонија. Надпреварот за најубава брада и мустаки се одржа во Германија. Во ексцентричната трка се вклучија повеќе од 300 луѓе од над 20 земји од светот. Традиционално домаќин на надпреварот е мало градче во близина на Штутгарт. Меѓу најпознатите категории се најдобро оформен мустак, мустак во слободен стил, најсовремена брада и бекенбарди. Инаку надпреварот се одржува на секои 2 години од 1990 година. Организаторите се презадоволни од настанот, зашто од година во година интересот на учесници е се поголем. Православните христијани утре го празнуваат светиот апостол Јаков, брат Господов, а во католичкиот календар се назначени сремските маченици.